Safe City донесе повеќе ред и поголема безбедност во сообраќајот, но додека институциите го воведуваа системот, измамниците веќе најдоа начин како да ја искористат неговата препознатливост. Илјадници граѓани добија лажни пораки за наводни сообраќајни казни, а дел од нив станаа жртви на интернет измами. Како технологијата да го затвори просторот за вакви злоупотреби во самиот дизајн на системот? Токму на ова прашање се обиделе да одговорат група студенти од Финки и од Brainster Next, кои со својот проект Safe Chain МК го освоија првото место на Blockchain Hackathon Скопје. Да си кажеме, ново издание, почитувани, добре дојдовте, зборуваме за сајбер безбедноста и за тоа како треба да изгледа комуникацијата меѓу институциите и граѓаните во дигиталната ера. И мелам добре дојде на група млади паметни деца и навистина е големо задоволство кога имам вакви гости во студиото. Со нас е Тамара, Сара, Христина, Огнен и Драган. Добре дојдовте. Како што кажа, во најавата група студенти од Финки и од Brainster Next. Посебни сте по тоа и честитки за првото место освоено на Хакатон надпреварот во Скопје. Сега кажа во најавата, се зафативте со еден изум што треба да направи реална придобивка за граѓаните во Македонија. И секоја чест заради тоа, зошто го одбравте токму проблемот со лажните пораки на Safe City да го изберете како тема за вашиот проект? Бидејќи сите од тука сме биле жртви на такви измами, да? И бидејќи тоа беше кога траеше хакатонот, тоа беше тренд кај нас измамите и сакавме на еден начин да помогнеме на државата. Да, при тоа целта на самиот хакатон беше транспарентна Македонија, да се изгради еден систем каде што ќе има поголема транспарентност. Во тој момент се случија и овие сајбер напади, така да мислевме дека тоа е вистинскиот проблем за решавање. Ајде да преведеме малку, бидејќи не гледаат и повозрасни гледачи кои можеби не разбираат што е тоа хакатон. Да објасниме за каков надпревар станува збор. Хакатон е 48 часовен надпревар кој што се одвива, има одредено место и пријавено учесници на хакатонот, различни тимови. Членовите на тимовите се од прилика од 5 до 6-7, зависно секој хакатон има различен ограничен број на студенти кои што може да учествуваат и потоа тие се надпреваруваат во тие 48 часа, треба да смислат одредено решение на некоја зададена тема и истото да го имплементираат. Потоа последниот ден, финалниот ден, се презентира сето тоа пред комисија и се донесува одлука кои ќе бидат победници на хакатонот, при тоа се избираат прво, второ и трето место. Изборот го направивте сами? Да. Што е темата? На што ќе работите, така? Да. Вие бевте прво место, кој беа второ и трето? Други студенти од Што измислија тие? Што понудија како решение? Второто место беа како да се препознае лажно видео, односно дали на Facebook гледаме разни видеа. Така. Ки има како додаток на секое видео да може да се кликне и ако постои такво видео во записите на блокчейн, тоа значи дека е валидно видеото и дека не е со вештачка интелигенција. Добро, ако објаснивме што е тоа хакатон, како надпревар сега да објасниме што е тоа блокчейн, бидејќи поголемиот дел од луѓето блокчейн го врзуваат само за криптовалути. Некако таква е првата асоциација. Што точно значи блокчейн од перспектива на студенти од Финки и од Brainster? Блокчейн представува еден начин на зачувување на податоци, како целата цел на хакатонот што беше да биде за верификација и за веродостојност. Ние тоа го искористивме за на тој начин да ги зачувуваме сите податоци од казните, за да нема понатамошно прибришување, малверзација со истите и да има некој потранспарентен начин како тие да се зачуваат. Добро, сега Драган вели сите сме биле жртви на фишинг измами, на електронски измами. Сте биле ли вие лично? Да. Конкретно со Safe City или? Да, конкретно со Safe City, дури имавме добиено казни и потоа и предупредување, односно подсетување дека казната треба да се плати за 2 дена, што поскоро, итно. Добро, наседнавте на... Не наседнавме, но меѓутоа... Бидејќи сме технички подковани, така што не наседнавме веднаш, знаевме дека измама. И од таму беше и мотивот како на другите да им посочиме дека станува збор за измама и да не потпаднат на тие измами. За какви прекршоци станува збор? Зошто сте биле толку невнимателни што сте си дозволили или тоа беше во тест периодот? Не, тоа се лажни пораки. Иако не направиш измама, вие не сте направиле сообраќајен прекршок, значи без да направите сообраќајен прекршок. Дури на луѓе кои што не се возачи им пристигнуваат такви пораки. Да, и кои што немаат регистрирано возило. Така. И казните се за брзина или за поминување на црвено. И доколку некој кликне на линкот што е во пораката,
бараат податоци од картичка за да се плати 1500 денари. И доколку внесете податоци, почнуваат да ви повлекуваат пари од сметка, зборуваме за суми кои што не се наивни. Добро, и кој е вашиот впечаток кога почнавте да навлегувате во проблемот со лажните измами поврзани со SafeCity? Дали измамниците стануваат многу вешти и умешни, или пак системот не е доволно опремен и остава простор за злоупотреби? Мислам дека постојано има можност за злоупотреба и поради тоа ние сакавме да го решиме тој момент со тоа што во пораките кои што ги праќа нашата апликација, односно SafeChain, ние го избегнуваме моментот на внесување на линк. Дека секојаш дека има линк, има можност да се кликне тој линк и таа опасност ева од некоја превара, но ние праќаме код кој што се внесува во нашата апликација и нема никаква опција тој да биде лажен и да биде лажен, покажува дека тој не е вистината казна. Ајде овој процес да го објасниме убаво чекор по чекор, пред да навлеземе во технологијата, да ми објасните и што конкретно направивте, да предпоставиме дека одреден граѓанин направил или не направил сообраќаен прекршок. Еве, јас лично за мене можам да зборувам дека во фазата на тест периодот добивав известувања по SMS на телефон, но добивав истовремено и мејл од МВР во кој беше констатиран сообраќаен прекршок, дека сум во тест период и дека потоа ова откако стапи на сила на крајот на јануари ќе биде санкционирано со реални казни. Од тогаш наваму не сум добил, бидејќи возам многу совесно, внимателно. Меѓутоа, еве за луѓето кои добиваат порака. За што станува збор? Вашиот изум е апликација што треба секој граѓанин да ја инсталира на својот телефон за да спречи измама, да биде измамен, или пак треба да го понудите тоа на МВР, на институциите, тие да го интегрираат во нивниот систем, за да тоа што ќе го испратат до граѓаните биде веродостојно и да да не остава простор за измама. Решението е и апликација и веб страница, а процесот како се одвива се е така што на личноста што направила прекршок стига SMS порака со код, тој код може да го внесе во апликацијата или на веб страната и одма му кажува дали казната е вистинска или не е вистинска. Доколку е вистинска, може да си ја отвори, да види со слика каде има направено прекршок, на која улица, што е прекршокот, има опција да плати со картичка, има опција да поднесе приговор. Како е сега, без вашата апликација? Се плаќа казната и треба да се потврди. Процесот целосно е физички, на хартија се одвива целиот процес. Се она што ќе го плати во банка треба да достави потврда дека е платено, па потоа во полиција сето тоа да се среди, да се евидентира. Ова значи ќе го олесни, ќе биде се електронски. Да. Може ли да на лаптоп да покажеме како тоа функционира, како изгледа во пракса? Еве како би изгледало тоа. Еве Огнен ќе ни покаже како тоа изгледа. Го замолувам колегата Горан зад камерата да. Значи вака би изгледало тоа. Доле би имале како би изгледало вистинската нова порака, што не состои никаков линк, туку има само шифра која што може потоа да се провери. Сега тоа лево е сега како е, тоа е десно Не, како ова е треба како би изгледало. А еве како изгледаат лажните пораки. Во црвено е линкот каде што ако граѓаните кликнат на него, може да одат и да плаќаат, односно лажната казна да ја платат. Или да бидат искористени личните податоци, да бидат Да. злоупотребени. Сега, доколку кодот што ќе го добиеме, можеме да го провериме, тука го ставаме и може да ни каже дали е вистински или не е вистински. Доколку е вистински, ние ќе го имаме во нашиот историјат на казни, односно тука би имале платени, неплатени, жалба во тек и поништени казни. Односно, можеме еве да кликнеме на некоја неплатена казна, имаме сите информации за таа казна. Кој бил сторителот на казната, каде се случило прекршокот и описот на прекршокот. Исто така имаме и доказ каде се случило и можеме да поднесеме приговор. Можеме да платиме со картичка или со криптовалути. Криптовалутите беа целта на хакатонот, но затоа имаме и опција картичка, како што би било по вистинското решение. И доколку еве сакаме да поднесеме приговор, можеме да одбереме причина за приговор, да напишеме краток опис и можеме да генерираме PDF налог кој што може да се потпише и директно да се прати во
МВР. Сега за сега ова е само креативно решение или? Ова е демо верзија. Демо верзија. Има верзија. Се во ова го направивте само за 48 Да. часа? Да. Да. Вака и како техничко решение, се Да, да. како што изгледа? Да. Да. Значи 48 часа работевте без да спиете, без да едете? Па Постојано? сме Без да спиеме. 3 часа. А на смени? Да. 3 часа. Значи се работеше во тимови на смени и за 48 часа го подготвивте ова. Да. И сега како демо верзија, повторно само да разберам, треба да биде и апликација што секој граѓанин ќе ја има на својот телефон или треба да биде да прерасне во проект што ќе го преземат институциите и ќе го вградат во својот софтвер? Па Поради најденото правни причини треба да прерасне во проект Да. кој што би го поддржале МВР и на Добро. тој начин да ќе биде потребно секој граѓанин да ја има оваа апликација, да се инсталира за да може на тој начин да функционира, да ги плаќа казните, да прегледува кои казни ги има извршено. Така, ви искомуницира некој од институциите до сега? па сега сме во доработка за решението, сакаме да достредиме уште некои детали и да Може биде би како уште не ни знаат, комплетен не ни слушнаа. производ. Да. Ова ви е прв телевизиски настап. Да. Да. Добро, а што е најгениалното решение во вашиот проект? Што е најгениалната идеја? Велите, она што е официјална порака од институција не треба да содржи линк, така? Да. Да. Тоа треба да го знае секој. Ако има линк, значи е фишинг, обид за измама. Да. Да. Ако нема линк, се е чисто, веројатно. Голема е веројатноста да е се почисто. Што е тоа што вие го откривте, а досега не постоеше? И што го понудивте во оваа демо верзија? Историјат на казните, односно секој корисник ќе може да има свој профил каде што ќе може да ги види казните дали се платени, неплатени. Значи тоа да се види на едно место. Исто така плаќање директно во апликацијата, за да не треба да се плати прво во банка, па да се достави потврда за таа уплата и жалба, поднесување на жалба, која што може директно после тоа да се испрати во МВР за да се прегледа случајот. Доколку еве сите знаеме, ако поминеме црвено светло, нели добиваме казна, но ако има брза помош што поминува, ќе мора ние да се тргнеме од семафорот за да можеме да направиме место да помине амбулантното возило. Ако ние го направиме тој прекршок, може да поднесеме жалба за да видат институциите дали тоа било сторено со намера за да помогнеме. И бидејќи измамниците секогаш се во чекор или чекор пред оние кои работат на сајбер безбедност, веројатно ќе најдат начин да го пробијат и овој систем за кусо време. И ако најдат начин како да испратат SMS порака која е сепак порака со код, како граѓанинот да знае дали станува збор за Пораката која што пристигнува, кодот кој што пристигнува, кога ќе се отвори страната, се внесува кодот и кога ќе се кликне, кажува дали кодот кој што пристигнал е вистински или е лажиран. И на тој начин Тоа преку вашата апликација? Да, Да, добро. се внесува кодот, видовме прикажа огнен, кога ќе се внесе кодот и веднаш кажува дали кодот е валиден или не. Доколку не е валиден, значи дека пораката е лажна. Доколку е валиден кодот, ќе се појави казната која што се случила. Да се натополам на тоа што кажа Тамара околу кодот, тој ако биде на точна казна, тој ќе биде во базата на податоци на казна, но ако не, одма се прикажува дека не е. И ева малку потехнички околу кодот, тој ќе биде двојно хеширан со тоа што не може секој да знае нашата казнаност, на увид на нашите прекршоци, ќе имаме само ние и никој друг не може да влезе во наше име на страната. Добро, Сара на почетокот тој објасни што значи блокчейн. Веројатно блокчейн е тоа што овозможува да стасате до ова, до историјат на податоци и до сето тоа што го зборувате. Колку во вашата апликација е всушност важно тоа што податоците не може да се менуваат лесно или да се бришат историјатот? Тоа е базата веројатно или? Да. Да. Идејата е да им се помогне и на институциите. Имаат исто така увид во сите казни кои што ги извршиле граѓаните, исто така за нивниот статус, дали се платени, неплатени, да нема можност некој да лажира, исто така и да нема можност да се менуваат, да се кинат казни. Да, највеќе блокчейн тука се користи тоа со проблемот да не може никој да ни ја скине казната. Ако се стори тој прекршок, се запишува на блокчейн и од таму не може да се избрише. Добро, велите ова е сега демо верзија. Колку време треба и кои се чекорите за од концепт, од ова што го имате сега, да стане функционален прототип? Како го замислувате тој тек на настаните сега? Тука сме каде што сме, прво место хакатон, еве интервјуа, телевизиски настапи сега сте актуелни бидејќи сте измислиле нешто ново за еден проект што е навистина корисен и што внесе до некаде ред во дивењето по
улиците во главниот град и во другите градови и по автопатите, меѓутоа тука сме каде што сме. Како натаму? Па би рекла дека ни треба поддршка од институциите, ни треба малку некој поискусен што ќе стои позади нас за некоја поголема техничка поткованост, бидејќи ние сме сепак студенти и мислам дека би почнале од таму. Исто така и директните податоци од Safe City, бидејќи ние сакаме и да прикажеме и видео запис, односно слика кога е сторен прекршокот, за да граѓанинот знае дека тоа е вистинска казна, дека е неговото возило и тие податоци нас не треба. Да, нашиот изум мора да оди рака до рака со податоците кои што ги снимаат камерите од Safe City. Добро, 48 часа, 5 мина студенти, веројатно беше стресно и напорно. Да. Прилично. Што беше најголем технички предизвик во тие 48 часа, тие 2 дена? Како да се организираме? Секој да го прикажува нешто најдобро. да. Најдобро го знае, да. Што сте вие вака како струки, како специализација на Финки, да речеме четворицата од вас или Драган како студент на Брейнстар, програмери, кој дел го... Софтверско инженерство, информациски системи сум јас. Така? Примена на информатички технологии. И секој требаше да го даде најдоброто од себе. Да. Да. При тоа имавме помош од менторите кои што беа на хакатонот, бидејќи секој хакатон има одреден број на ментори кои што учествуваат исто така на настанот и во консултација со нив, помош од нив. Така. Така што за некои работи И сега дали ова решение технички што го како да ги смисливте за Safe City може да се користи надвор од сообраќајот? Па мислам дека да, Или е секаде... дизајнирано и креирано специјално за Safe City? Може ли да најде на пример примена, бидејќи станува збор за блокчейн технологија, нели, што користи база на податоци како еден од столбовите, да биде искористено во безбедност, во здравство, банкарство, осигурување, даноци, не знам, некоја друга сфера? Да, дефинитивно може да се искористи. Каде би можело да најде своја примена? Секаде каде што има измами, мислам дека секаде може да се имплементира, со тоа што ние конкретно еве го насочивме кон казните, дека тие беа во тековен период, но секаде каде што може да има измама, дали тоа ќе биде електронска пошта, банкарство, мислам дека блокчейн е добра платформа како што може тоа да се имплементира. Добро, колку денес државните институции се влезени на вистина во таа дигитална трансформација? Вие како стручњаци, како експерти, како го гледате тоа? Бидејќи ви беше предизвик да се справите со измамите поврзани со Safe City, гледате ли други слабости во процесот на дигитализација или степенот на дигитализација до која стаса на земја? Зборувам како институции генерално. Еве некои плаќања, конкретно што треба така, еве исто пак ќе спомнам казните, се треба да се плати прво и после тоа да се однесе доказ. Зошто не може тоа да е дигитализирано директно како што плаќаме било што друго онлайн, зашто не може и казната да се плати онлайн и да може тој доказ директно да им се достави на нив? Вашава апликација ќе го овозможи тоа? Да, тоа е целта, за да не треба да се оди по повеќе институции да за тој туркаме на доказ. шалтери по тоа. Да. Добро. А исто и генерирањето на приговорот, тоа зачува многу време поради тоа што и граѓаните колку знаат да напишат некој официјален приговор, тоа се ние може да напишеме некоја кратко објаснување на зошто мислиме дека казната треба да им се поништи, тоа се вметнува во приговорот, ние само го поништуваме, не се носи никаде ни во станите, ни на шалтери, директно се испраќа на МВР и потоа чекаме одговор од нив. Добро, кога сум канал експерти за сајбер безбедност во студиово на оваа тема за измамите со кои се соочени голем број граѓани, главната порака од нив била дека граѓаните треба да бидат многу внимателни. Колку вие веројатно сакавте да ја свртите работата од другата страна. Граѓанинот треба да биде внимателен онолку што треба да биде внимателен, меѓутоа треба и институциите веројатно да внесат дополнителни заштитни чекори. Таква ви беше намерата? Мислите дека одговорноста сепак е кај институциите, кај банките, не само кај граѓанинот или како? Граѓаните треба да бидат попредпазливи, да, но меѓутоа доколку немаме решение за да им го овозможиме тоа да бидат попредпазливи, не верувам дека може тоа да се реализира, бидејќи сепак може некој не прочитал дека има измами и ќе кликне на линкот кој што ќе го доведе до крадење на неговите информации. Не, на крајот не се сите студенти на Финки, не се сите граѓани технолошки подковани. Тоа е мислам дека е главниот проблем кај граѓаните дека немаме ние некоја многу голема технолошка
Да, техничка едукација и многу е тешко за некој што не се занимава со ваква професија да препознае дали таа навистина лажна порака. И морам да признам дека и на нас кога ќе не стигне казна, сепак чувството не е пријатно кога ќе видиме дека имаме направено некој прекршок и ние само исклучуваме можноста тоа да прерасне во измама, затоа што нема никаков линк со кој што можеме ние да го кликнеме. Освен за SafeCity сте се соочиле со обид да бидете измамени на поинаков начин во оваа дигитална ера сега? Да. Пошта. Стигнуваат често пораки. Пошта да. пораките што се за достава која што не е вистинска. Така. Исто и таму се бара плаќање, има линкови. Зашто пошта не ви беше предизвик со тие пораки да се справите? Или и тие може да бидат интегрирани во овој систем? Може да биде Може да биде интегрирано интегрирано. на идентичен начин. Меѓутоа актуелно беше тоа со SafeCity пораките. За 48 часа толку можевте. Да, веројатно. Да. Да. Сега размислувате за пошта за нешто друго или не? Па тоа би била добра идеја да се направи со пошта и со брзите пратки, нели тие што се. Така. Кои други беа најактуелни? Еве, ме потсетивте на пошта веќе не знам дали се уште стасуваат тие. Уште се Да, соат. Уште и тоа е актуелно. Да. пред нека недела баш ми пристигна таква порака. Повторно од пошта. Да. Да. Што мислите, кои се тие хакери измамници кои стојат од другата страна? Тоа се луѓе низ целиот Како свет. ги замислувате тие? Седат така во црно, во маска? Дефинитивно. Не, веројатно. Не, како на Обични луѓе, не е филмовите. како на Да. филмови. Да. Мислам дека бара држави каде што не сме толку нели технички подковани, кои што им се лесна мета, поради тоа што пораките стигаат од странство. Мислам дека таков некој избор си прават и таму ги праќаат тие пораки. Мене ме збунува, например, можеби ќе ви звучи лаички, како граѓанин, како банките имаат многу соодветно добра ниво на заштита, ниту една банка и во Македонија, земји како што велите со послава техничка заштита од некои поразвиени држави. Меѓутоа не сме слушнале барем за поголема измама на некоја банка да биде оштетена некоја банка. Веројатно банките вложуваат доволно средства во таа сајбер безбедност и не се нашол се уште некој хакер кој успеал да го пробие тој систем па да извлече од нечија сметка поголема сума на пари. Ако може во банките, зошто не може во другите институции? Што е Сепак разликата? имаше аномалии со банките. Имаш? Баш пред некој период, да, имаше такви обиди од хакери за крадење на податоци од страна на банките и поради тоа целиот систем беше редизајниран на некој начин. Така, вие вашиот систем го Сега има нарековте поголем слој на антифишинг, безбедност. така, дизајн? Да. 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 Дали сметате дека иднината на сајбер безбедноста е токму во тоа да се дизајнираат системи што ќе овозможат измамата да стане комплетно невозможна? Или веројатно не постои ниво на сајбер безбедност што ќе направи нулта толеранција за секоја измама. Секогаш измамниците ќе одат чекор, ќе биде тоа трка помеѓу мачката и гушицата. Не постои таков систем што нема дупка, во секој систем има дупка и тој што сака да го пробие, секогаш ќе може да го пробие. Што е доволно спремен и искусен за да го направи тоа. Но ние сакаме да елиминираме можноста да граѓанинот се посомнава воопшто дали тоа е фишинг напад. И тоа е причината поради која што во пораката не стигнува линк, затоа што нема што да се кликне, туку стигнува код кој што исто така ќе може како уште еден слој на доверба да се провери во апликацијата дали тој код е валиден или не. Добро, колку во вашиот проект ја вклучивте вештачката интелигенција, колку ви помогна тоа? Доста ни помогна, но Во која смисла? Во кој дел? конкретно за да се дизајнира такво нешто, таков продукт за толку кратко време, сепак треба да се употреби вештачка интелигенција за да го среди тој, да речем, чминка делот од изгледот на страницата. Може да се идејата е битна во хакатонот. Во хакатонот може да се кодира колку што сакаме, но за 48 сати тешко дека може да се направи некој реален продукт кој што ќе работи во продукција. Затоа треба да се користи вештачката интелигенција конкретно за такви работи. Вие дадовте идеја инпут и после вештачката интелигенција ви помогна во креација на ова до која стасавте. Па така, Не така. целосно. Не целосно, да. Да, но дефинитивно помага. Да, помага. А колку од друга страна сметате дека тие измамници кои се луѓе од целиот свет, организирани групи се или поединци? Како мислите? Организирани групи. Организирани групи. Поединец не може толку детално. Колку тие луѓе се подпираат на вештачката интелигенција? Колку таа им помага на нив? Па моментално тоа е на некој начин тренд што од технички аспект па мислам дека нема човек кој што моментално не
не се подпира нека доза на вештачка вештачка интелигенција, секој користи. Спомнавте второ место, добиле студенти кои креирале апликација што ќе препознава кое видео е создадено со вештачка интелигенција, кое е реално. И тие заслужуваат да бидат поканети, секоја чест и за нив. Сметате дека ќе дојдеме многу брзо во ситуација, во време кога ќе биде невозможно за човечкото око, вака еден просечен граѓанин да препознае кое видео е вистинско, а кое е создадено од вештачка интелигенција, или веќе се наоѓаме во таа? Веќе се наоѓаме. Веќе се наоѓаме. И ние како технички подковани во некои моменти не можеме да определиме дали нешто е вистинско или е изгенерирано со вештачка интелигенција. Многу е тешко да се препознае. Порано не беше толку многу, ама во овој момент е навистина тешко. Добро, и ако сме сега оптимисти, ако се надеваме дека некој од надлежните во Министерството за внатрешни работи или некоја друга институција надлежна ќе го види овој разговор и утре можеби ќе добиете покана за средба таму. Што би им предложиле како прв чекор на надлежните во Министерството за внатрешни работи? Па дефинитивно моментот со кодот и со линкот, тоа е клучното нешто кое што ги спречува сите напади, а после и тоа што сите податоци и сите информации околу казната ќе бидат фокусирани кон една платформа, која што може да биде како посебна апликација, но ќе оди преку институциите и официјалната страна. Добро, бидејќи веќе сте во трета година на Финки, значи веќе имате академска кариера зад вас, сметате ли дека Македонија има потенцијал да биде земја каде што еве вакви студентски идеи би добиле реална примена во секојдневниот живот? Сметам дека има многу таленти, ете, можеби и ние ќе се вметнеме во нив, а и тоа што го гледаме на факултет, но доколку нема кој да ни го искористи нашето знање, доколку нема кој да го препознае тоа, мислам дека се е џабе. Ипак треба да добиваме поддршка од институциите, од државата. Па да, затоа ме прашав и што би им рекле прво на МВР, како ќе ги убедите дека ова е тоа вистинското? Да веруваат во младите, во студентите. Добро, и сега да не знам колку ова прво место на овој надпревар и колку ова демо верзија ви го промени начинот на кој размислувате, начинот на кој ја планирате вашата иднина. Четворица од вас доаѓаат од факултетот од Финки, значи од Државниот универзитет од Свети Кирил и Методи, само Драгане од Брейнстер. Како ви одат студиите, како е на Финки, како е на што значи тука разликата приватен универзитет, државен универзитет? Какви ви се размислите и плановите за овој? Еве, јас ќе кажам за Брейнстер дека сум многу задоволен, дека цело време наставата е фокусирана да биде практично, со реални проекти, а за понатака, за иднина, планирам мастерс надвор од државава за вештачка интелигенција и дата сајенс и се надевам дека се ќе биде. Само постдипломски надвор или со намера да се остане таму? Или знаењето стекнато надвор да се врати дома? Да се врати дома знаењето. Така, зошто Државниот универзитет или дали и зошто ако е подобра опција од приватните универзитети или не е така? Што нуди Финки што го нема на другите универзитети? Сметам дека на Финки не учат подетално работите да ги сватиме во најмалите детали. Имате пракса како на Брейнстер? Што вели Драган? Имаме правење преку проекти, предмети кои што се положуваат преку проекти или за положен проект за повисока оцена може да се прави проект каде што искуството кое што е стекнато теоретски може да се примени практично. Ништо така не вклучуваат и на реални проекти професорите со фирми, така што и таа можност имаме. Дали и вие после завршувањето на првиот на основниот циклус на студии постдипломските ги планирате во странство како Драган? Да, лично јас да. Што е она што ве задржува во Македонија или нешто што би ве задржало во Македонија? Да пробаме нешто да направиме подобро и да им помогнеме на граѓаните. Добро. Христина? Па гледам потенцијал и Огнен, многу вие како работи каде што треба да се вакви некои технички решенија да се донесат, па зошто ние да не ги направиме тие? Ако имаме потенцијал, се е можно. Добро, што би сакале да се промени во Македонија? Што би требало за повеќе вакви проекти, студентите да бидат со поголема самодоверба, да имаме бура од идеи и надпревар на вистина да не се знае кој заслужува прво место, а кој второ?
Па еве, јас сум на втора година на Финки, можам да кажам се уште сме тие предмети каде што повеќе се развива дел логиката и односно структурата на тој начин. Мислам дека би сакала да ги охрабрам еве сите студенти од кои било факултет да се вклучуваат на секакви видови на реални проекти, како што се хакатони, дека искуството кое што се добива таму е нешто кое што многу се вреднува понатаму и за пракса, и за реална работа, поради тоа што еве ние работевме сите 5 души заедно како тим и самото тоа работа под притисок, целата дискусија и тоа како треба ние да се однесуваме како тим, мислам дека на сите многу ни помогна за како студенти, но еве и понатака како луѓе кои што би работеле на нешто реално. Добро, и еве 15 години од сега, дали се гледате себе си како инженери во големи светски компании и звучни имиња, можеби како бизнисмени, предприемачи со сопствени бизниси проекти или пак како истражувачи? Имате ли визија за себе? Да, јас. Да. Во оваа фаза од Да. студиите? Јас би сакала да се најдам во улога на предприемач. Со сопствен бизнис? Да, собствен бизнис. Нешто во струката веројатно би работело? Да, нешто во струката и нешто Некоја иновација? Нека иновација која што ќе може да им помогне на луѓето. Некаков Некој стартап, допринос во веројатно. општеството. Да. Стартап е целта. Така? И јас би се Надаму согласила со моите се колеги. движиме. Да. Кога би имале одврзани раце, што би промениле во образованието или генерално во состојбата во државата, за да се стимулираат ваквите идеи, за да во Македонија има се повеќе стартапи кои ќе излезат и ќе бидат успешни и надвор? Пред се студентите да имаат поголема желба за учење и да не се страмат да прашуваат, да пишуваат, да ги споделуваат своите идеи, бидејќи сите ние имаме некои наши идеи, но некако имаме страв тие исти да ги кажеме гласно, да ги споделиме, да се појавуваме јавно. Добро, освен студентите, што треба да направи универзитетот, што треба да направи Министерството за образование, државата? Да ни овозможи поголеми можности, сето тоа да бидеме слушнати на некој начин, да ни пружат прилики, да инвестираат во нас. Дали од ова Safe Chain што го направивте на хакатон на преварот и што сакате да го понудите на системот, може да стане успешен бизнис, да заработувате? Да. Да. Дали гледате и на тоа како бизнис опција? Да. Да. Ако прерасне во апликација што би било употреблива и во некои други сфери? Во таа насока или како? Да, и може исто така да се интегрира и во други земји, бидејќи овој проблем го имаат голем број на држави кои што исто така имаат принципи, Safe Safe City, да. Добро, и за крај вака би сакал од секој од вас поодделно да слушнам, кога би можеле да изберете еден проблем во Македонија, веројатно ги гледате проблемите и вие како млади луѓе, што е тоа што технологијата би можела да го реши во наредните десетина години, да речеме, и вие како студенти од Финки во таа насока нешто би предложиле, нешто од она што ви пречи во државата, а што технологијата може да го смени и во таа смисла да ја направи Македонија поубаво место за живење? Јас би рекол транспарентност. Дигитализацијата на документите и на потврди. Да се изгуби целата таа хартиена документација и се што може да биде подигитално. Така е полесно и за институциите и за граѓаните. Поголема добрава да имаме кон институциите, да им веруваме во она што ни го прикажуваат, ни го приложуваат, а сето тоа може технолошки да звучи и да изгледа подоверливо. Добро, и порака за студентите кои не гледаат и кои до сега не се охрабриле да учествуваат на некаков надпревар или имаат некакви идеи, но се плашат да направат демо верзија. Тамара вели да бидат похрабри. Да бидат похрабри, да немаат страв да искажат својата идеја, поради тоа што ние на факултет повеќе го учиме теоретскиот дел, но на вакви надпревари и хакатони се стекнува едно практично знаење, се учиме да работиме под притисок, да работиме во тимови и мора да се најде некој компромис. Не постои лоша идеја, секоја идеја е добра идеја, како што секоја прашање е добро прашање, и дека треба да се пријават со цел да решат некој проблем, а потоа победата и наградите доаѓаат сами по себе. Добро, Тамара, Огнен, Христина, Драган, Сара, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да си кажем, и посакувам многу успех во натамашниот дел од вашата кариера. Благодарам. Што ни вам ви благодарам на вниманието, останете на Телма, имајте убав ден.